Одиме во продолжение со гостување заедно со мене утринава Бијана Санев, директор на Шпаркаса банка на делот за човечки ресурси. Ке позборуваме малку на плановите на банката, ангажирањето на младите луѓе, меѓутоа и што значи еден добар корпоративен однос во една компанија, еден добар однос меѓу вработени, меѓутоа и грижа за своите вработени. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, Елена, благодарам на поканата. Драго ми е што сте денес заедно со нас, затоа што можеби ќе проговориме и за младите луѓе, за нивните можности преку вашата банка, за она што секој млад човек се надева всушност за поголем успех, поголем просперитет и поголем личен развој. На самиот почеток ќе ни кажете, отворивте еден нов центар на Шпаркаса банка, кажете ни нешто повеќе за тоа и еве што представува тоа пред се и за вашето понатамошно развивање на банката. Така е, многу ми е драго бидејќи ние сега во октомври отворивме центар за обука, тренинг центар на Шпаркаса банка во Автокоманда. Овој тренинг центар е посветен пред се секако на нашите вработени. Тука организираме секаков тип на обуки, од оние класика и basic soft skills, нели меки вештини, па потоа и стручни обуки од областа на банкарско работење, а воедно морам да признам дека сме отворени за младите луѓе и за студентите и за средношколците. Сега исто планираме да ја возобновиме таа Академија Млад банкар, така да се повеќе и повеќе сакаме да ја доближиме професијата банкар. Бидејќи знаеме дека порано беше актуелна како професија, но сега со новите трендови и нови професии што дојдоа преку овие 2 години ковид, имавме нели позитивни и негативни работи, не само што младиве и да не одат во Европа, свето дојде ке нас. Така да сега конкурентни ни се и компаниите и од странство, не само тука. Така да сакаме повторно да доближиме што значи тоа банкар. И овие простори во тренинг центарот секако се отворени како за нашите вработени, кој што реков, така да и за младите. Потенцијални наши кандидати. Има ли интерес меѓу младите луѓе и да ви кажам со оглед на тоа дека кога беше моето време на запишување, сите се запишуваа или на правен или на економски. Да. Никој не отиде на книжевност како мене, дури мене сега и ме чуди овој факт дека младите не се заинтересирани да бидат банкари, кога своевременно и денеска е просперитетна професија. Се заинтересирани, но не со таа динамика и со тој елан како порано. Еве јас 20 години исто сум во банкарски сектор во областа на човечки ресурси, управување и развој со човечки ресурси. Навистина во пред 10-15 години, како да се израза малку послободно, ред се редеше и за интершип и за вработување ке нас. Така. Едноставно они доаѓаа ке нас. Сега ние како банки, компании имаме проактивна улога. Значи не само во однос на клиентите, туку и на нашите потенцијални кандидати за вработување. Така да затоа и се повеќе ги отвораме нашите врати, дали преку интершип, да се запознаат што значи банкарско работење, бидејќи банката не е само тоа што го гледаме на надвор, фронт офис, благајни, шалтер. Банката опфаќа повеќе работни места. Може да си сметководител, може да си одитор, ревизор, може да си HR, може да си RM, нели да работи со корпоративни клиенти, со ритейл клиенти, така да сакаме да знаат дека имаме палеза на разен тип на работни места. Воедно што е новина, како што и самите рековте, сите идеја порано на економски направен факултет со цел нели да работат во банка. Сега ние сме отворени кон друг тип на професии, бидејќи кога си млад човек имаш 18 години, ти можеби ќе се решиш за одреден факултет, нели? Али после некој време сваќаш дека можеби си направил различен избор од тоа што сакаш да го работиш. Така да сега ние сме отворени и за среднисти, за студенти, од различни професии. Не мора да си само економист или правник. Така, имате една фантастична можност. Младите луѓе веќе ги поканам, доделувате едногодишни стипендии за студирање во град во Австрија. Тука можеби од средно училиште што се сега родителите што не гледаат. Да, сега во овој случај, значи не е баш фокусот средношколците, во овој случај за едногодишните стипендии во град. Постдипломци? Се студенти со завршен минимум 4-ти семестар, постдипломци, докторанти. Така. Фокусни се техничките факултети, значи тоа е предуслов, таа област да се и да се до 27 години. Ова е процес на селекција секако, сите може да аплицираат, да отворат на нашата веб страница Шпаркаса.мк. Таму ги има сите детали, да аплицираат. Првичната селекција се води во град Австрија, па после они ни прават нас шортер листа, па ние тука во Шпаркаса, ке нас во Скопје, во Македонија, си правиме уште една преселекција и кандидатите што ќе бидат одбрани секако ќе бидат соодветно известени. Али ова е одлична можност и навистина сите ги поканувам да дојдат да аплицираат,
преку веб страницата на Шпарка СМК. Морам Бидејќи да ве- едногодишна стипендија што е баш покриено и школарина и месечни надоместоци и се. Сакам и да ве подпрашам само, дали е конкретно баш и за економисти или и овој пат има на повеќе професии, HR и останати други Технички професии? факултети. Овој пат е фокусот на техничките факултети. Добро, значи сите оние кои што сакаат Да. да, ете, може би се Да. здобијат со ваква стипендија, можат и да аплицираат. И одлично. Јас само што се вратив сега бев службено во град со Австрија, тама ке нас е хедквотерот, така да тоа е одлично место да се еден вид е студентски град кај што живее, каде што ќе стекнат не само стручни вештини, туку и оние животни вештини на живење надвор од дома. Така, вашето насочување во компанијата е човечки ресурси. Но мислам дека сте и најподатливиот човек да ни одговорите на прашањето што е важно за има добри пред се меѓучовечки односи во една компанија, за да може понатаму тоа да се рефлектира и на работата и да се види продуктивноста на тој план. Да, мислам, пред се, еве и ние, и во Шпарка СЕ банка, многу даваме фокус на таа корпоративна култура. Тоа е основата на се, како во работата со клиентите, така и меѓу нас како колеги. И кај нас корпоративната култура се заснова на 5 основни вредности корпоративни. Тоа е доверба, партнерство, агилност, извонредност и страст кон работењето. Така да, мислам, ако сите ние на некој начин го почитуваме ова, ги работиме работите со страст, агилни сме, значи сме насочени кон промени, лесно се адаптираме на истото, имаме партнерски однос и доверба кон нашите колеги, успехот е неизбежен, дефинитивно. А ние тука како HR, и не само мојата улога на целиот менеджмент е сето тоа да го возможиме, да им дадеме поддршка во тој да ги поттикнуваме тие вредности кај нашите колеги во банката. А секако ова се рефлектира на клиентите, бидејќи ја дефинитивно верувам, ако имаме мотивирани и среќни вработени, ќе имаме и задоволни клиенти. Јас ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека никогаш ќе ве имам и во друга прилика повторно да зборуваме, меѓутоа ајде баш за односи во една компанија, па вашето искуство да ни го пренесете на еден таков начин. Ти благодарам, Елена, ќе ми биде многу драго. Уживам во разговорот секако. И јас ви благодарам за гостувањето.